На 27 април бевте во Собранието на Република Македонија. Стоите на изјавата дека сведочевте против Игор Дурловски, дека ги насочува луѓето на 27 април? Не ми текнува искрено. Бев тогаш во шок, знаете, сите сме биле. А зашто дадовте ваква изјава пред судот? Пред судот не дадов таква изјава никогаш. Што кажавте пред судот? Пред судот кажав дека не ми текнува. Јас бев во галеријата кога толпата насилно влезе долу во прес-центарот и горе кај нас. Јас успеав да излезам од таму, симнувајќи се по скалите, во ходникот пред прес-центарот го видов лицето Игор Дурловски. Не сум сигурен, но мислам дека стоеше и насочуваше луѓето кај да одат. Значи, видете, јас одговорно тврдам дека не ми текнува, тогаш сите бевме во шок. Многу се плашев од ситуацијата, пошто тоа не беше еден на еден со некого, толпи беа. И јас бев таму, знам јас точно како беше. Него мојабетот ми е следен. Чувствувате ли одговорност, ако ја имате дадена оваа изјава, верувам дека колегите не би лажеле, а вие би демантирале, да му се извините на Игор Дурловски денеска, оваа вечер, со оглед на фактот дека човекот изјава дека не ми текнува. Еве изјавата, ви кажам. Игор Дурловски затоа и најверојатно не е ни осуден. Не е осуден затоа што нема материјални докази, а вербална изјава има од вас. И мојата изјава во суд беше таква дека ќе му се извините или не? Тука ако треба и ќе му се извинам, зашто луѓе сме. Значи не сте го виделе вие дека ги насочува луѓето. Не ми текнува. Не ви текнува. Да. Значи не сте сигурен, можно е. Не знам сега, не ми текнува стварно. Не сакам да обвинам некого ако не сум сигурен. Тоа е поентата на нештото, бидејќи не звучи никогаш.